57 припадници на вооружените сили беа постхумно одликувани со орден за храброст по повод 20 годишниот јубилеј на армијата на Република Македонија од страна на председателот и врховен командант Ѓорѓе Иванов. Тој донесе укази за постхумно доделување на медал за храброст на сите припадници на вооружените сили на Република Македонија, кои храбро и пожртвувано ги дале своите животи за татковината, а меѓу нив и на 11 припадници на АРМ кои загинаа во хеликоптерската несреќа кај Катлановско блаце, враќајќи се од мисијата на Алтеа во Босна. Денес, со овој чин се потсетуваме на едно травматично поглавје од поновата историја на Македонија. Сакам и барам овој чин да биде разбран и како символ на едно ново и поинакво поглавје кое го отворивме и на кое сме целосно посветени. Тоа е да ја градиме Македонија како европска држава, со европски стандарди, европски критериуми и европски вредности, со дух на мир, сигурност и соживот, со заедништво и солидарност за еднината, благосостојбата и достоинството на нас самите, на нашите деца и на оваа земја. Македонија да ја градиме и да имаме како заеднички, мирен и просперитетен дом за сите, без разлика на етничката, верската или каква била припадност или чувство на припадност. Иванов рече дека баре и очекува никој во државата да не ја злоупотребува армијата на каков било начин, за политички, партиски или какви и да е други интереси. Тој напомена дека жртвата што ја дадоа бранителите ги обврзува сите припадници на вооружените сили на Република Македонија да го чуваат и негуваат мирот, слободата, независноста, територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Од името на семејствата на загинатите за врачените медали се заблагодарија Љубинка Стоилова и Бранко Ѓорески. Заблагодарувајќи се за вниманието и честа кон нив и загинатите членови на семејствата, Стоилова побара од председателот да не ги заборават нивните деца и по завршувањето на образованието да им се помогне за вработување. Прием за семејствата на загинатите припадници на армијата на Република Македонија организираше и првата дама Маја Иванова.